Членовите на физичката секција при Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп конечно ја завршија својата иновација EcoSmart клупата и истата ја поставија пред самиот влез на училиштето. Клупата работи на сончеви панели кои што се поставени како нејзин кров, а на клупата може да се полнат мобилни телефони, лаптопи, да се слуша радио, да се постават светлечки тела, рекламни панова и слично, кои како извор на енергија ќе го користат сонцето. Проектов ни беше потребно само некаде 3 месеци, околу 3 месеци да го изработиме, но заради ковид состојбата и кризата не можешме доволно да го промовираме и да го реализираме како што треба. Па затоа ни се продолжи, да речам, еве 2 години. И сега кога имаме готов производ, се надаваме дека можеме да го презентираме секаде и дека може да има интерес за него. Овој проект е финансиран и поддржан и од Фондот за иновации, со чии представници учениците денеска има и видео презентација, на која што ја промовираа својата иновација. Се употребува најмногу нас младината, то ни треба за полнење на телефоните, полнење на лаптопи, односно се што се полни со кабел, за LED ламби или диоди, како што се познати, за уклучување на рекламни светла и слично. Каде се може да биде поставена? Па клупата може да биде сегде поставена каде што е фаќа сонце, ама би било најдобро да е поставена во парковите, во училишните дворови, каде што децата би имале пристап за да го наполнат телефонот, за да остварат повици или нешто слично за воитни случаи. Професорот Сашо Кочовски е горд на младите таленти, особено што станува збор за Средно медицинско училиште, а ова е една од најактивните физички секции во државава. Пред 2 години, пред година и пол до 2, да речем, кога ние ја промовиравме тоаш прв пат, имаше личе заинтересирано, меѓутоа така се вати тоаш короната, се вати кризните ситуации и не можеме ништо да постигнеме. Се надевам дека сега ќе пробаме да ги промовираме и во училиштата, и во општината, значи се надеваме да локалната самоуправа да ја види, па можеме да ја понудиме да се произведува во разни паркови, она што кажавме да биде може на планина, значи кај што има сонце, а нема струја. Значи можеме некој во било каде да се намонтира и ода планинари, па тоа да се одмора, да си одморат, да си наполнат телефон или нешто да се наполнат, нешто да направат. Народен проект на кој што работат учениците е креирање на безбедносен елек за велосипедисти, кој со стрелки покажува во која насока ќе врти велосипедистот. Станува збор за безбедносни елеци кои ги користат точаците, моторџиите, да не дојди до несреќа, до заштита за во сообраќајот. Учениците се надеваат дека овие нивни иновации и понатаму ќе наидуваат на поголема помош од државата. За Сител телевизија Дарко Штарговски.